Помина 7 денови. Нажалост, ова ќе биде уште едно видео со кое што ќе завршам повеќе од вакви објавувања, затоа што многу од работите се зборувани, се пишувани за моето довлочени иднината треба да докаже дали довлочени ќе остане или ќе биде кочани. Јас од ова битка која ја водам години уназад со довлочени, заедно со сите вас, малкумина, морам да признаам дека има нешто многу големо што смрди овде, за кој што и јас како Владо Павлов од ова злостогничко секташко здружување и ова битка која што ја водам, дознав многу работи. Дознав работи кои што ни во сон никој не би ги очекувал. Дознав работи зашто најголемите секташи ме викаа секта, а и вас покрај мене. Знам дека секташиве ќе бидат наапани од ова мое вклучување во живо. Но тоа си нивен проблем. Истите тие се секаде околу нас. Значи зборуваме за секта која што е во УЈП, секта која што има своји пипци и прсти како октопод во Централен, као олигарси, во урбаната мафија, кај тендераши за штолине, кај наркодилери, пипци во УВР Кочани, Основен суд Кочани, Основно јавно обвинителство Кочани, што ли не македонци мои? Значи зборуваме за таква секта која што навистина постои во Кочани. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. Оставете ги оние малите кои што си играат и измислуваат некои приказки за да се сокријат овие големите секташи во јавно обвинителство, во Основен суд, во УВР Кочани, каде што најголемите мајстори изгледа на сектава се пензионираните инспектори кои што никогаш не престанале со работа и началници и инспекторки. Ама моите кочанчани никогаш, ама баш никогаш не сакаат да го сватат за озбилно Чичо Владо. Да, секташко здружение е толку големо во нашето довлочени, што поголемо нема во нито еден друг град во Македонија.
секташи од Основен суд Кочани, од УВР Кочани, од олигарси, урбана мафија, тендераши на кокаин и хероин, тендераши на ПП апарати кои што ставаат прашок и воздух и само ги заведуваат, а не ги проверуваат. И сите тие испреплетени како црева еден кон друг, а се со една цел: да уништиме, да запалиме, да изгориме, да му уништиме бизнис, да му земеме имот. Тоа е таа секта со кој што Владо Павлов се бори. Пред очите на сите вас молчеливи 99,99% македонци. Каде што гледате судија со пола милион евра на конто, градоначалник со 10 милиони евра. Кочани треба да прави потекло на имот. Затоа што вистинските секташи се милионери и секогаш тие ќе вперат прст во некого друг, за да се ги сокријат нивните секташки грозоморни и црни сценарија кои што ги прават за антихрист. И пак молчите. И ќе кажат: Панчо е крив за пиротехниката. Неозбилноста на дечињата од се тоа што се случувало, еве до каде не доведе. Ова е првиот аларм за трагедијата која ще следуваше. Побрзо да ми изгасиме со нешто, има ли така? Брзо. Значи овде гледаме неозбилност, неразбирање дека нешто ќе дојде подоцна. Овде гледаме дечји осмех пред она што подоцна дојде. Коледе ново во Кочани. Чувајте се од сектата, кочанчани мои, затоа што таа е секаде. И еве до каде доведе молкот. Секта која што се бори да уништи, да му киднапира имот. И што ли не? Барајте ја сектата во корупцијата. А јас тоа го дознав од некоја особа која што не знаеше врвците да си ги виде на патиките. А денес цела секта стои позади неа. Од судии, адвокати, тендераши, обвинители, олигарси. А зошто? Затоа што му требало на некој секташ местото на Владо Павлов. Ви кажав дека од понеделник ќе ја започнам. Затоа што достојно ќе бидам во мир за овие млади животи. Да, особа која никој не ја знаел, такви ги вробува сектата. И тоа ќе ви го докажам со целосна документација. Како се бори сектата за нивен член? Ако е во интерес да се уништи
да му се земе имотот на Владо Павлов и што ли не друго. Извинете ми, ама не можам да поверувам дека пиротехниката го направила ова. Извинете ми, имам свое право. А ваша одлука е во што ќе верувате. Едно што е точно, според мене, е паѓањето на покривот и густиот чад, смогот со азбестната прашина и големото гушење секундарно. Како започна пиротехниката? Ова е прво видео каде што пишува вака: катастрофален и трагичен пожар се случи ноќеска околу 3 часот во диско клубот Пулс во Кочани. Стравишни сцени и драматична борба за спасување на повредени преживеани се случуваше во раните утрински часови. Бројот на жртвите засега никој не го знае. Се споменуваат 20, 50, дури и над 100. Во гаснењето на пожарот и спасувањето на млади пристигнаа противпожарни екипи од сите градови. И така натаму, и така натаму. И на крајот завршува. Се предпоставува дека ова страшна трагедија, која не е забележена во историјата на Кочани, се случила од светлосните ефекти во диското. Ова е првото видео кое што, како што гледате, е испратено до Јован Кукузел. Видео кое што го обиколи целиот свет и сите телевизиски куќи. Каде што можеме да забележиме за азбестните табли како ствараат експлозија и како пукаат откако ги се создаде голема температура. Значи, овој звук што го слушате е звук кој што го прават овие азбестни табли. Бидејќи треба огромна температура за да почнат да пукаат, да се кршат и да летаат. Уште еднаш. Значи, ова е доказ дека е потребна голема температура за да дојде до овој звук и ова пукање како експлозии. И продолжуваме. Ќе објавиме неколку видеа кои што исто така се од прскалки и кои што тогаш не гостувала ДНК, значи Палчо не ги внесел, како што тврдеме денес, нели Панчо дека ги внесел. Значи, овие се снимки од дискотеката која што
не гостувала ДНК, а имаме исти вакви прскалки. Значи, мојата цел е да се држиме до вистината и да гледаме правдината. Затоа што овие невини жртви не треба да бидат каспери кога веќе починале. Имам и јас многу починати овде. Имам и пријател од електричен удар кој што починува. Каде што се испршени сите органи. Погледнете. Ова са идентични прскалки, може би и поголем пламен прават од оние кои што беа представени на кобниот концерт на ДНК. И ова моје видео е во чест на сите починати и во чест на братот Андреј, со кој што се знам лично од ДНК. Како што гледате, немаме пламен. Немаме пожар. Ова е исто така од друга забава во дискотеката Пулс. Како што гледате, и овде нема пожар. Овде исто така гледате пиротехника која што е користена во Пулс пред ДНК. Овде имаме и огнени топки, исто така користени во истата ова дискотека. Па како што гледаме, нема и овде пожар. Затоа, извинете ми што не сакам да верувам и во чест на сите оние преживеани што побрзо да оздравеат. Нека почиваат во мир починатите и да не ги товареме со неправда, невистина. Како што гледате, имаме 4 забави со исти прескалки, а немало пожар, како што имаше со ДНК во Пулс, дискотеката во Кочани. За другите одредени непривалности кои што се случувале овде, имаме влада на Република Македонија, нека ја разоружи ова секта која што владее 30 неколку години со Кочани и која што функционираше држава од држава. Тука јас не сакам многу да дебатирам, затоа што навистина боле ако нешто гледаме, а не е така. Нека ова моје вклучување во живо биде пример за сите нас, дека треба да ја бараме вистината, правдата и дека треба сите ние заеднички да се спротивставиме со докази и аргументи пред ова секта и пред ова секташка злосторничка организација која што функционира 30 години во Кочани, од смртта и убиството на инспекторот
па преку многу други самоубиства, кои што кочанчани не треба да ги заборават, и се оно што се случуваше во изминатите години, а се со една цел да Кочани биде жртва за антихрист. Јас во наредните денови и недели ќе ви доставувам многу докази од многу лица. Ќе ви доставам и пример од Facebook како одредено лице се фали дека Кочани ќе биде популарен во целиот свет по секта. А вие самите утврдете, и доколку УВР Кочани не реагира, за наредните работи што ќе ги доставувам, треба ние за уши да ги вадеме од дома и да ги носиме на министерот Тошковски. За другите неправилности на ова секташка организација и на сето ова што се правеше со Кочани и ова битка која што ја водиме сите заедно со Владо Павлов, ќе докажеме дека е битка против секташка организација која што има за цел да уништува животи, да уништува бизниси на честни македонци, да уништува бракови и на крајот да киднапираат имоти. Таа секта е секаде околу нас. Во УВР Кочани, во судство, во обвинителство, кај олигарси, кај урбана мафија, кај тендераши за кокаин и хероин, кај тендераши со ПП апарати кои што ги пунат со воздух и прашок. А се со една цел да се даде чест на оној кој што ги направил мокници. А тоа е молохот и парите, тоа е антихрист. Во чест на братот Андреј, го завршувам ова мое вклучување во живо. Фуле почивај во мир и сите вие останати кои што ме знаете кој Чичо Владо. Чичо Владо нема да прекине, иако не го свативте озбилно сите, како што и пожарот кога настанал во првиот момент не сте го сватили озбилно и со подсмев сте гледале кон него, за да на крајот не сте очекувале дека ќе падне покривот и да починете и да починат толку многу. Ајде повеќе со подсмев да не гледаме кон опасноста која што има во Кочани и без конфликтна логика, со факти и аргументи вака, со докази, да испадем ова секта од Кочани и кочанчани мои и довлочени да не постои повише, затоа што ова што го гледате е страшно, каде што, веруете ми, не ми се живее повеќе во Кочани. Чувствувам многу негативна енергија, многу нервоза. Не ми се излегува никаде. Многу е страшно, темно, бедно во Кочани. Мојот градот кој што требаше да го запали целиот свет со вистината. Мојот град како лука на цивилизацијата на целиот свет. Ми е неподнослив и на мене не можем. Ми се гади едноставно од се оно што го гледав пред овој случај, од ова секта на суди, адвокати, извршители, нотари, кој ли не. За 1 милион евра повеќе некој да си направи, да се стави во джеб. Извинете ми, во чест на преживеаните, во чест на Панчо, не можем да поверувам дека прскалките направиле таков пожар. А вие како сакате?
Бог е на сите нас. Бог е миленик на дечињата. И ова страшно дело нека им служи на чест на ова секта кочанска која што е тука и која што била секогаш. И ако го вратам филмот уназад 30 години, јас секогаш сум имал битка со ова секта, која е секаде околу нас, обичните смртници. Останете ми во мир и во чест на Панчо и Андреј. Го завршувам ова моје видео. Благодарение на Џамбо Агушев, неговиот оркестар и нашиот трет член што вечерва не е тука, Лазар Цветковски, еден од најдобрите, ако не и најдобрите. Извинете ми, прскалките Во Македонија. не може да ме вовлечат во верувањето на сите оние кои што веруваат. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, Ако Извинете ми, ама на вистина не верувам на прскалките. Мојата битка продолжува против ова секта кочанска. Она му каде што застанав пред овај кобен случај. Секта од судии, адвокати, извршители, олигарси, наркодилери, наркоквартови, кои ли не. И без пардон ќе бидам, како што до ден денес го знаете, Владо Павлов. И ќе се борам од овде, од натре, од кочани против нив. И кога ќе ја завршам мојата мисија, ви кажав, ќе се повлечам од кочани. И ќе ви докажам дека најголемата секта светска е во кочани. Секта од милионери. Да не ме манипулираат со некои сиромашни дечиња. За да скренат внимание овие секташи. Пуцвал не се живее веќе во кочани. Сите добро знаете за овие секташи кои направија милион евра. Предупредуваше брат ти Попе, Пуцвал. Се бореше. Ама сите вие мои браќа бевте настрана и не можевте да поверувате дека ваква секта постои. Пуцвале Благојчо Анчев, брате. Останете ми во мир. утре ме нема, ако утре ме нема, Кажи да не ме гледам, ново утро и добро е, добро е. Нек се крче чаши, нек се носа плачи, само нек се игра, нек се пие, нек се слави, Немој да ме жалите, други викнете, за мене свирете. Ако утре Останете во мир. Со мојот поздрав до министерот Тошковски. Направи ревизија Тошковски за се што правеше ова злосторничка секта против Владо Павлов. И ништо, све е поминувал. И доколку увера кочани 1% употребеше кон тоа се што го правеше против мене, кон ова дискотека,
Кочани немаше да бие завиено во црно. Само 1% од сето оно што го правеше Увара Кочани против мене. Кочани немаше да бие завиено во црно. Ама најверојатно, како сите оние мои блиски пријатели, однатре и однадвор, кој што ги чува сектата, така и Деко го чувала сектата. Ова нека биде пример за сектачка организација која што не жали ништо и која што има за цел милиони да прави. Ова секта кочанска нека биде пример за цела Македонија. И не ги заборавајте зборовите на Владо Павлов. Ако Кочани го средиме, ќе средиме цела Македонија. А дали Кочани го средивме? Утре Увара Кочани ќе биде посетена од Владо Павлов со дел една кривична против еден миленик на ова секта. И така ќе започне оно што е започнато пред да се случи овој кобен настан и за кој што прекинав да одадам почит 8 дена и да започнам повторно од денес, а и од утре. Од утре Увара Кочани ќе има докази за едни миленици на сектата заедно со основно јавно обвинителство. Во живо, со вклучување, ќе го имате сите вие мои браќа и сестри во целиот свет. Стоп на сектата во Кочани! Ако утре ме нема, ако утре ме нема, срекни лицата гледам, после дожд од сонце, сонце. Нек се кршат чаши, нек се носат плачи, само нек се игра, нек се пи. И немојте да го правите толку мојот народ изветреан. Тој е паметен и знае. Само стравот го попречи. И се разбира хипнозата на ова секташка кочанска организација. На милионери. Нек се славите, немој да ме жалите, други викнете, за мене свирете. Ако утре немој да ме жалите, иди глава нагоре, извичаш за мене, ако утре ме Со пораката до Тошковски. Ајде сите заедно се бориме против оваа секта на милионери, кои докажаа дека не ги интересира ништо и докажаа дека имат многу милинечиња. Утре, неколку од тие милиничиња на ова кочанска секта, министер Тошковски, од Владо Павлов и тимот ќе бидат доставени во Увара Кочани.